Добро вечер. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Помина повеќе од една недела, 9 дена од првиот круг на претседателските избори. Направивте ли веќе анализа која е причината за резултатот на тие избори, избори на кои што за прв пат СДСМ падна под 200.000 гласови? Се разбира дека изборниот штаб направи одредена бидејќи прелиминарна анализа, бидејќи за посериозна анализа предвиден е отчетен конгрес. После секои избори тоа се прави. Единствено не беше направен отчетен конгрес после локалните избори 2021 година, меѓутоа сега ќе имаме можност тоа да го направиме и во однос на тие избори. Со оглед на тоа дека наследниот отчетен конгрес ќе биде опфатен период од 2020-2024 година. Уште од самиот почеток на кампањата, вие знаете дека јас и моите колеги кажувавме дека знаеме дека има незадоволство кај граѓаните и точно знаевме каде е лоцирано тоа незадоволство. Каде е лоцирано? Во однос на незадоволството, прво заради големата инфлација која што беше увезена согласно војната во Украина. Ние направивме голем број на антикризни мерки, 2,6 милиарди евра покачувавме и пензии и плати на највисоко ниво до сега. Меѓутоа сепак инфлацијата го направи своето. Потоа свесни сме дека владењето на правото и огромната недоверба во правосудниот систем на Македонија се одрази и врз рейтингот на владата. Одредени кадровски решенија, однесување на коалициони партнери, пред се тука мислам на ДУИ и на одредени нивни функционери во практицирањето на власта и сето тоа влијаеше да имаме таков изборен резултат и дополнително што кога ќе го погледнете квантумот на гласови на десната страна на ВМРО ДПМН кој што е 360.000, на левата страна има повеќе партии. Факт е дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, односно председателот Пендаровски, освои 180.000 гласови. Меѓутоа факт е дека и поранешен градоначалник на СДСМ, заради одредени одлуки кои што биле носени во минатото и негово несогласување со некои функционери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тој отиде сам, направи политичка партија, каде што се одлеа гласови кои што се или на членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија или на традиционални гласови на СДСМ. Така да кога ќе ги соберете гласовите на десниот и на левиот спектар, тогаш разликата е во рамките на она што било и во минатото. Но сепак политичката реалност е таа дека ние имаме политички партии кои што се формирани, кои што учествуваат во изборите и заради тоа продолживме со кампањата со несмалено темпо. Председателот Пендаровски ги посетува сите градови, гледате дека и јас секојдневно имам митинзи низ градовите во Македонија. Работиме во комуникација со сите граѓани, во секоја мало, во секоја куќа, со секој граѓанин, со цел да ја објасниме нашата програма, бидејќи сепак диаметрално се разликува нашата програма од онаа на нашите политички конкуренти. Пред се тука мислам дека ние презентираме една јасна и сигурна визија со јасен план за Македонија како земја членка на Европската унија, а од друга страна имаме некоја маглива алтернатива, која што маглива алтернатива воопшто не нуди јасен план, односно нуди една класична реприза на она што го гледавме 11 години од 2006 до 2016 година во време на ВМРО ДПМН. Да ве потсетам само, во тоа време медиумите не беа слободни, Македонија беше на 138 место во светот. Денеска сакам да ви го честитам денот на медиумите и да кажам дека се потврди тоа што го зборував, дека оваа година ќе бидеме уште подобри во делот на слободата на медиумите. Така е, Репортери без граници. Ние сме сега 36-то место во светот во групата на најразвиените земји и покрај тоа што постоеа обвинувања, тука можам да наведам многу јасно една национална телевизија со национална концесија, која што вршеше класичен притисок и врз мене и врз други министри, злоупотребувајќи својата национална концесија заради бизнис интереси на својот сопственик. Тоа сакаа да го презентираат дека владата врши притисок врз нив. Меѓутоа Репортери без граници се институција која што има точен увид и се потврди дека во Македонија имаме унапредена повторно слобода на медиумите и сега сме 36-ти во светот според слободата на медиумите. Истото и со демократијата. Вие гледате дека првиот круг на председателските избори помина најмирно. Веројатно од сите избори до сега без ниту еден инцидент, без ниту една поплака.
што би се рекло, и верувам дека така ќе биде и во вториот круг. Тоа е една придобивка тоа е во ред, што... меѓутоа граѓаните очигледно гледаат големата слика и сам велите признаваме дека направивме грешка, меѓутоа дали таа грешка на првиот круг од претседателските избори се одрази, беше грешка на Стево Пендаровски или резултатот беше поради грешка на партијата која што стоеше зад Стево Пендаровски? Гледайте, за да кажете вие кој и како направил грешка, мислам дека е погрешен пристап. Со оглед на тоа дека после 7 години владење има многу голем број на луѓе учествуваат во практицирањето на власта. Не е само председателот на државата и не е само партијата како целина, туку се работи за луѓе кои што извршувале функции и во владата како министри, јас како председател на владата, директори на претпријатија и така натаму. Македонија е мала држава, се знае за секого какво е мислењето. Значи постоја голем број на теми кои што граѓаните беа незадоволни. Тука можам да споменам и голем број на се уште не финиширани афери кои што се корупциски. Потоа имаше теми кои што се однесуваат на недоволно ниво на давање на услуги на граѓаните во однос на обезбедување, например, на лични документи и така натаму. Секој има своји причини зашто е тоа така, меѓутоа на крајот на денот граѓаните се незадоволни од многу работи. Ако погледнете истражување на јавно мислење, било кое, тогаш тие теми повторно се повторуваат. Но сепак сметам дека и покрај сите тие работи кои што ги прават незадоволни граѓаните и зашто јас ги разбирам, факт е дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и владата предводена од СДСМ ги покачи пензиите, ги покачи платите, успеавме да го задржиме и единствени во Источна Европа да го зголемиме животниот стандард во време на криза. 2/3 од мандатот ние го поминавме во криза. Успеавме да ја вратиме, повторувам, демократијата, која што е врвно достигнување во една земја членка на НАТО. Успеавме да станеме земја членка на НАТО во овие 7 години. Отворивме преговори со Европската унија со заштитен македонски јазик, македонски идентитет и македонска култура. И тоа се одлуки кои што беа тешки, кои што исто така влијае врз рейтингот, бидејќи ние сите повторувавме дека без разлика на личниот рейтинг или патрискиот рейтинг, овие одлуки треба да се носат, исто како што Киро Глигоров ја носеше одлуката за влез на Македонија во Обединетите нации, исто како што се носеше одлуката за влез во НАТО, исто како што се носеше одлуката за почеток на преговорите во Европската унија. Од временска дистанца тоа се одлуките кои што носат бенефит за граѓаните. На крајот на денот важни се гласовите на граѓаните. Го гледав последното интервју на Стево Пендаровски во кое што вели дека тоа е оптимист и дека очекува пресврт во вториот круг од претседателските избори. Каков резултат очекува на парламентарните избори СДСМ или на колкав број на гласови се надевате или очекувате да добиете како коалиција? Ако ги погледнете и моите настапи и се разбери на партијата и активноста на терен, тоа гледате дека ние работиме со несмален интензитет. Јас сум човек кој што не се откажува, таков е и нашиот слоган. Ние на овие избори не учествуваме на Олимписки игри каде што е важно да се учествува, туку учествуваме да победиме. Се разбира дека работиме, имаме уште неколку дена од кампања за да допреме до секој граѓанин со цел да имаме што подобар резултат. Она што можам да им порачам на граѓаните е дека треба да размислат каде ќе го дадат својот глас. Граѓаните се суверен, тие одлучуваат кој ќе биде победник на изборите. Меѓутоа постојат два типа на гласање, едниот е против, другиот е за. Јас сметам дека секогаш е подобро да се гласа за европска иднина, сигурна иднина на државата, на граѓаните, за повисок животен стандард во Европската унија, за подобро владење на право, подобра борба против корупција, подобро образование, подобро здравство, а од друга страна гласањето против значи гласање против една таква известна иднина, што на крајот на денот значи гласање против иднината на нашите и на децата и внуците на граѓаните, со оглед на тоа дека повторно ќе се вратиме во едно време на неизвестност. Вие ако гледате изјавите на ВМРО ДПМН и на нивниот председател и на нивното раководство, па и на председателскиот кандидат Силјановска, ќе гледате дека таму нема никаков јасен план за интеграција на државата во Европската унија. Значи сега ќе се одело, ќе се преговарало со Бугарија, таму не знаете кој кабинет да погодите. Тоа веројатно се нивни планови и граѓаните ги ценат нивните планови. Ама не, и кога ќе ги видите изјавите, едните викаат ќе ја менувале преговарачката рамка, другите викаат немале да ја менуваат преговарачката рамка. Па
уставните измени да биле со одложено дејство, што значи дека тоа е менување на преговарачка рамка, Европска унија увели дека тоа не може. Значи навистина се работи за еден нејасен план, меѓутоа сепак граѓаните се тие кои што имаат доволно време, 40 дена скоро трае, ова е најдолгата кампања веројатно со оглед на почетокот на претседателската и на парламентарната потоа кампања, да можат да проценат што е она што е најдобро за граѓаните и што е она што е најдобро пред се за идните генерации кои што доаѓаат после нас. Какво е единството во Социјалдемократскиот сојуз? Слушаме некако различни ставови по однос на тоа дали треба на некого да му се подаде рака или не. Дел од вашите функционери велат дека треба да се подаде рака на Максим Димитриевски. Вашиот став делува дека е поинаков, барем од она што го слушаме во кампања, во говорите на митинзите. Дали вие мислите дека треба да му се подаде на рака на Максим Димитриевски на движењето Знам? Сепак 80.000 гласови не се малку. Гледайте, прво, ставовите не се различни. Јас ги гледам изјавите на сите мои партиски другари. Ние подаваме рака на сите прогресивни граѓани кои што сакаат да ја видат земјата во Европската унија. Тоа се гласачи кои што традиционално гласаат за прогресивна Социјалдемократски сојуз на Македонија. Од низа причини кои што веќе ги наведов се одлучиле да гласаат за друга политичка опција, која што политичка опција прокламира социјалдемократски вредности, меѓутоа во својата суштина нема ништо социјалдемократско, бидејќи единствено што тој нов политички субјект има е коалиција со ВМРО-ДПМН во Куманово и повик за гласање за ВМРО-ДПМН во вториот круг на претседателските избори, како што можев да видам од медиумите. И затоа и јас повикувам, и други мои колеги повикуваат дека да, ние подаваме рака за обединување на сите граѓани, на сите членови на партијата, со цел да Социјалдемократскиот сојуз биде во парламентот застапен на ниво да може да влие на продолжување на реформските и на прогресивните одлуки кои што треба да се носат во наредниот период. Некои ќе речат не го прифативте повикот од Максим Димитриевски за соработка затоа што тој повика на оставка на актуелното раководство на СДСМ. Гледате што прво раководството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се бира според статут на партијата. Мислам дека субјектот Знам и нивниот претседател, односно убеден сум, тоа писание кое што го има, не го има напишано кон СДСМ, туку го има напишано кон самите себе си, за да можат да ја оправдаат својата одлука да ја поддржат Гордана Силјановска Давкова во вториот круг на претседателските избори, што и се случи во текот на вчерашниот ден, мислам, кога нивниот претседател повика, кажа дека ќе излезе на гласање и дека нема да гласа за Стево Пендаровски, дека ќе гласа за другиот кандидат. И тоа е повик до неговите гласачи. Од друга страна, јас ги повикувам сите гласачи, вклучително и тие кои што во првиот круг го дадоа гласот за него, да изберат вистинска социјалдемократска опција, бидејќи во 2006 година видовме како изгледаше едно такво раслојување на левицата, кое што на крајот заврши повторно со обединување. Тие кои што во 2006 година, тука мислам на НСДП, ја одиграа истата улога, на крајот сега се дел од коалицијата со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, затоа што на крајот на денот левицата во Македонија, оригиналната, формирана во народно-ослободителната борба, наследник на народно-ослободителната борба, наследниците на Киро Глигоров, се во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тие не можат да бидат во некој дериват кој што одработува и работи за ВМРО-ДПМН. Вие воопшто сте разговарале со Максим Димитриевски? Не сме разговарале, ние сме луѓе кои што потекнуваме од исти град, се познаваме многу долго време. Сигурно дека ќе има можност да разговараме во иднина, не постои причина да не разговараме, дури и со некои колеги кои што се кај него, бидејќи дел од луѓето кои што се дел од неговото раководство се бивши членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и секако дека ќе постои можност да се разговара на различни теми. Тие на крајот на денот ќе увидат својата грешка, бидејќи тој кој што отишол да работи против своите и да помага на другите, на крајот на денот завршува отфрлен од оние за кои што работел, бидејќи таков никој не те прифаќа. Сега многу често ве слушаме по првиот круг од претседателските избори како го критикувате раководството на Демократската унија за интеграција. Задоцнато ли е ова критикување на ДУИ? Првиот секогаш сум имал многу јасни ставови по сите прашања. Вие земите ги моите изјави, јас секогаш кога сум требал да пофалам некого сум го пофалувал, секогаш кога сум требал да искритикувам некого сум го искритикувал. Еве, например, за еден национален медиум, јас го повторив тоа што го кажав на една пресконференција, па Сдруженијето на новинарите на Македонија ме тераше да се извинувам, за да сега дојде извештај на Репортери без граници, дека Македонија стои подобро во слободата на медиумите од тоа што било пред ја да станам премиер.
Бидејќи сега имаме најболи рейтинг во историјата Добро, на државата. не се медиумите тема на разговор. Меѓутоа во однос на другите прашања, ние имаме многу конзистентен став во однос на нашата програма. Политичката партија ДУИ се согласувам дека поединци во ДУИ зедоа преголема слобода во однесувањето. Таа слобода во однесувањето беше проследена и со несоодветно однесување. Не можам да генерализирам за сите. Јас можам да кажам дека персонално со дел од министрите на ДУИ соработувавме одлично. Министерот за финансии, човекот деноношно работеше, врвен економист на антикризни мерки на обезбедување на финансиски средства со Меѓународниот монетарен фонд, заедно со Битичи, заедно со Филип Николовски, кој што исто така од нашата партија, заменик министер за финансии. Меѓутоа имаше други кои што не беа на висина на задачата. И го осудив она што го направи Али Ахмети на градскиот плоштад во Скопје со извиците Учака. Тоа се анахрони извици кои што врска немаат со паролата која што е прокламирана овие избори, Европски фронт. Мислам како вие ќе промовирате Европски фронт без ниту едно европско знаме на митинг на плоштадот во главниот град и со извици од пред 21 година кои што пред 24 години всушност, кои што само будат духови од минатото кои што се закопани. На тоа му парираат и Мицковски и Гордана Силјановска со нивната национална реторика. Меѓутоа, од друга страна се исто така што го осудувам и на крај се потврдува дека единствена политичка опција која што е за градење на функционално мултиетничко општество во Македонија останува СДСМ. Ние сме ги виделе ДУИ и ВМРО ДПМН како функционираат 10 години заедно. Од тоа нивно функционирање 10 години заедно останаа жални врби, стиропор, споменици во центарот на Скопје и кавги и тепачки за тоа дали да има џамија или да има црква на Калето и тепачки по автобуси. ДУИ владеел со нас 7 години. Меѓутоа во тие 7 години, благодарение на СДСМ, ние станавме земја членка на НАТО и земја која што ги отвори преговорите со Европската унија, председававме со ОПСЕ една година и бевме домаќин на преговори помеѓу други две држави кои што имаат нерешени прашања помеѓу себе. Ние станавме за 7 години од заробена држава, слободна демократска држава, во која што стана фактор на стабилност на Балканот. И тука е разликата во владењето, бидејќи стожерната партија на градењето на демократијата, на градењето на демократските процеси во државата е токму Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Но јасно е дека граѓаните не се согласуваат со ова и дека се револтирани од работењето и функционирањето на ДУИ. Дали вие разговаравте со ДУИ по првиот круг од претседателските избори во однос на поддршката за вториот круг од претседателските избори? Гледаме некако многу често се зборува и за опцијата бојкот. Денеска движењето Вреди ги обвини директно од ДУИ дека немаат друга опција освен бојкот на овие избори. Официјално ДУИ велат дека им порачуваат на своите поддржувачи да изберат за кого сами ќе гласаат граѓаните, меѓутоа некои тоа го коментираат како повик за тиво бојкот. Сте разговарале ли вие воопшто со ДУИ и што може да донесе бојкот? Со ДУИ не сум имал разговор после првиот круг на претседателските избори, ниту еден. Со оглед на тоа дека ние сме фокусирани на нашата кампања, нашата коалицијска соработка со ДУИ заврши на 25 јануари, кога заврши мандатот на политичката влада и кога почна со работа техничката влада, во која што сега учествува и ВМРО ДПМН. Од друга страна, јас сметам дека бојкот е штетен на вториот круг на претседателските избори и затоа секој ден ги повикувам граѓаните масовно, без никакви калкулации, да излезат и да го дадат својот глас за Стево Пендаровски и за кандидатските листи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Коалицијата за европска иднина. Само за крај морам да ве прашам, дали од резултатот на изборите ќе зависи иднината на Димитар Ковачевски во СДСМ, ако ги загубите изборите, дали ќе преземете некаква одговорност? Секако дека согласно со резултатите на изборите, тоа е статутарно регулирано кај нас, дека следи отчетен конгрес, и потоа следуваат внатрепартиски избори на сите органи и тела и функционери, а во однос на преземање на одговорност, тоа ќе го оставиме за после изборите на 8 и немојте да се сомневате во демократскиот и во моралниот и етички капацитет на Димитар Ковачевски. Инаку мојата иднина во СДСМ ќе биде во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Јас сум од 94 година во СДСМ, од 88 година сум во
Сојузот на социјалистичка младина на Југославија. Така да тоа е партијата во која што сум почнал и тоа е партијата во која што со уште поголем мотив на било која позиција ќе продолжам да работам за градење и промовирање на социјалдемократските идеи во Македонија. Благодарам многу за гостувањето во тема на денот и посакувам многу успех на изборите. Благодарам и на вас и поздрав до вашите гледачи уште еднаш.